Кратки најави за денешниот дневник. 46-годишниот Игор ниту може сам да се грижи за себе, ниту институција го згрижува. Тринаесет лица обучени за лични асистенти на лица со попреченост. Советуваме, не казнуваме. Нова превентивна кампања на СВР Охрид. Христијана Парулеска прогласена за најдобар спортист во општина Охрид за 2023 година. Врховниот суд во САД одлучува дали на Трамп да му забрани учество на изборите. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од месец февруари. Максималната дневна температура се искачи до 14 степен Целзиусов. Во петок во западните делови на Европа, како и во централна Европа, ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во североисточна и источна Европа, како и во областа на Алпите, со врнежи од снег. Во останатите предели стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во северните предели зголемена облачност со услови за врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 12 до 18 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и надпросечно топло за овој период од годината. Ќе дува до умерен западен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 19 степени. Во Охрид во петок претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Минималната температура од 2 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во недела и понеделник облачно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 46 годишниот Игор Трајчески страда од епилепсија и нарушено психичко здравје. Со години не го напуштал станот во кој живеел со својата мајка која се грижела за него. Но неговиот живот од неодамна станал уште потежок, откако мајка му прво била сместена на болничко лекување, а пред 3 дена починала. Игор не може да живее сам. Институциите треба да се погрижат за овој човек, апелираат соседите кои стравуваат дека тој представува опасност за себе и за околината. Игор Трајчески е млад човек со епилепсија и психички проблеми кој остана сам откако во понеделникот починала мајка му. Соседите во стамбената зграда се загрижени за момчето за кое велат дека не е во состојба да се грижи за себе и апелираат до надлежните да му се помогне. На семејството досега му помагал куќен пријател Борис Баловски, кој по смртта на мајката се обратил до низа институции со барање некој да се погрижи за Игор. Сакав да помогнам од хуманост моја, за погребот исто, само двајца бевме на погреб, дали со него да се справам или женава да ја погребим. Никој жив човек ни од држава, ни институција не се појавени. И во полиција, и во болница, социјални грижи, во општина, ваму, таму се жалем, никој како да не е надлежен за случај. Дете во стање вака на улица остајно. За кучињава се згрижуваат, за луѓево на улица ги оставаат. Ево примат и лекарства, треба навреме да ги примат. Детето за само не е, а каде, како, не сум надлежен. Младиот човек има стан и право да наследи пензија од неговата покојна мајка, но не е способен да живее сам, вели Баловски. Посочува дека Игор нема лична карта, не може сам да си купува храна. Додава дека дури кога тој ќе му однесе храна, Игор не јаде, бара само цигари и кафе, удира по предметите, бил нервозен и викал. Комшиите во зградата велат дека за 3 години откако се доселил со мајка му, него не го виделе да излезе надвор од станот. Додаваат дека момчето покажува знаци на агресивност, се слуша викање, а стравуваат дека со своите постапки може да предизвика опасност за себе и за околината. Не може, не може. Па тој прво не излезен од дома. Нема кој да му купи, таа носеше све, јадење, све. Да биде смесено дете од неде,
да се билини, пошто треба јадење, треба пиење, треба облакање. Стравуваме, ние имаме малечки дечиња што одат на училиште, се враќат и еве сношти со испраќање ги испраќавме, ги дочеквавме. Јас искрено 2 години не го имав виден од Џаков. Од Центарот за социјални работи Охрид негираат дека никој не реагирал во врска со овој случај. Оттаму велат дека уште додека мајката била жива и на болничко лекување, Игор бил однесен на оделението за невропсихијатрија при Општа болница Охрид. Докторите таму оцениле дека Игор не е агресивен поради што не може да биде сместен во институција, вели директорот на Центарот за социјални работи. Конкретното лице не е лице во социјален ризик. Нема елементи на семејно насилство. Има приходи по основ на семејна пензија, има сопствен стан. Не е дете на улица, не е старо лице. Не е корисник на Центарот за социјална работа. Центарот за социјална работа не се амнестира од одговорност понатака во случајот, доколку треба да му се постави старател или слично. Но во секој случај, наш став е дека треба целиот процес да започне од здравствените институции, да се направи проценка на лицето и понатака да се делува. Дали да се смести во институција, затоа што на ова лице му е потребна нега. Од Општа болница Охрид велат дека Игор Трајчевски бил прегледан и било утврдено дека тој не може самостојно да функционира, поради што му е потребна асистенција од социјален работник, додека не се изнајде решение тој да се смести во соодветна институција. Заврши втората обука за лични асистенти на лица со попреченост, што ја спроведе Црвен крст Охрид. Со сертификат се здобија 13 кандидати. Црвен крст Охрид во рамки на програмата Лична асистенција на лица со попреченост успешно ја спроведе и втората обука за лични асистенти на лица со попреченост. Обуката која се спроведуваше во претходните 3 месеци успешно ја завршија 13 кандидати. Кандидатите кои успешно го положија финалниот испит се стекнаа со основните познавања за видовите на попреченост, видови помагала и нивна примена, помош на работно место, образовен процес и помош во заедницата на лица со попреченост, како и помош на корисникот во домот и начинот на комуникација со лицата со попреченост, информираат од Црвен крст Охрид. Сертифицираните лични асистенти ќе се дел од нега Центарот при Црвен крст Охрид, кој како провајдер на социјални услуги ја нуди услугата лична асистенција на лица со попреченост на територијата на општина Охрид. Услугата за лична асистенција има за цел да придонесе кон независно и самостојно живење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Исто така, оваа социјална услуга им овозможува на лицата со попреченост слобода на избор и независно водење на личниот живот со цел да ја компензираат својата попреченост, делегирајќи ги своите задачи на други лица, велат од Охридскиот Црвен крст. Корисници на оваа социјална услуга се лица со потешка и најтешка телесна попреченост и лица со целосно оштетен вид на возраст од 6 години и возрастни лица. Услугата на локално ниво се реализира во соработка и со поддршка од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид. Советуваме, не казнуваме е новата превентивна кампања на СВР Охрид. Целта е подигнување на безбедноста во сообраќајот. Во фокусот на одделот за превенција ќе бидат сите учесници во сообраќајот. СВР Охрид започнува нова превентивна кампања. Советуваме, не казнуваме. Кампањата ќе се спроведува на целото подрачје на СВР Охрид, а целта е подигнување на безбедноста во сообраќајот. Во фокусот на одделот за превенција ќе бидат сите учесници во сообраќајот. На полето на сообраќајната култура се уште има поразителни податоци. Изминатата 2023 година само на подрачјето на градот Охрид се случиле 300 сообраќајни несреќи, од кои 2 со фатални последици, 2 жртви. Мислам пред се на возачите на моторните возила, но и на сите оние други учесници во сообраќајот. Секако пешаците и со топлото време кое надоаѓа, нели велосипедистите, моторциклистите како ранлива категорија учесници во сообраќајот. Од тука ова кампања која што денови ќе отпочнеме практично за ден-два ќе се спроведе на подрачјето на цело СВР Охрид, се вика Советуваме, не казнуваме, е посветена на едукативниот процес и на процесот на подигнувањето на сообраќајната култура кај учесниците во сообраќајот сите, како што напоменав.
покрај едукативниот дел и подигнувањето на степенот на сообраќајната култура, тука подразбирам и подигнување на свеста и совеста за безбедно управување со возилата. И покрај кампањата чија цела е едукација, а не репресија, казни ќе има за лицата кои ќе бидат затекнати да управуваат возила под дејство на алкохол. Има возачи и пешаци, и велосипедисти, и моторциклисти кои што исклучиво ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Кога ќе имаме прилика да поразговараме, тие велат дека безбедноста е број 1 кога станува збор за нивното учество во сообраќајот. И токму така, безбедноста треба да биде лајт мотив, да речам, за сите кои што се учесници во сообраќајот. Има и такви кои што не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи или се обидуваат да не ги почитуваат со некакво објаснување, се брзаме или не знам што. Но овде сакам да напоменам дека кампањата советуваме, не казнуваме, не важи за оние учесници во сообраќајот кои што ќе бидат затекнати како управуваат моторно возило под дејство на алкохол или наркотици. Во тој случај, јас често напоменувам и сакам тоа да го истакнам и сега, имаме нулта толеранција кон овие возачи. Веднаш се исклучуваат од сообраќај и им се поднесуваат сообраќајни платни налози. Во 2022 година на подрачјето на Охрид се случиле вкупно 292 сообраќајки, при што животот го загубија 4 лица. Христијана Парулеска од теквондо клубот Хваранг ИТФ Лескоец Охрид, освојувач на злато и сребро на Европското првенство во Италија и бронза на Светското првенство во Казахстан, е прогласена за најдобар спортист во општина Охрид за 2023 година. Синоќа беа доделени признанијата на најуспешните спортисти во индивидуален и клубски спорт во општина Охрид, а постхумно професорот Миле Христовски беше прогласен за спортска легенда на Охрид. Општина Охрид ги додели наградите и признанијата за најуспешните спортисти во индивидуален и во клубски спорт за 2023 година во рамки на манифестацијата Најдобрите од спортот, која се одржува трета година поред. На пригодната свеченост која се одржа синоќа во големата сала на општина Охрид пред присутните се обрати градоначалникот Кирил Пецаков. Знам какво е чувството кога со аплаузи и навивање те наградуваат за успехот, кога го слават и го вреднуваат твојот спортски труд. Овие спортисти и спортски работници кои ќе ги наградиме вечерва се пример за упорност и посветеност и се вистински двигатели на спортските стандарди во нашиот град, кажа Пецаков. На моје големо задоволство, измината 2023 имаме можност да славиме за бројни поединечни тимски успеси, за кои упатувам искрени честитки до спортистите. Упатувам секако и голема благодарност до тренерите, клубовите, ама секако и до родителите, кои даваат несебичен придонес и силна поддршка без кои овие спортски достигнувања немаше да бидат возможни. Општина Охрид има вградена посветеност кон развојот на спортот и континуирано ги помага спортските клубови и дава покровителство на спортските надпревари и манифестации. Исто така преку различни мерки, активности и иницијативи, општината го стимулира напредокот на младите спортски таленти. За оваа година преку програмата за спорт градоначалникот посочи дека општината ќе инвестира околу 54 милиони денари кои се надева дека ќе вродат со плод и со уште поголеми спортски достигнувања. Поради значајни успеси на меѓународни надпревари во таеквондо за спортист на годината беше прогласена Христијана Парулеска од таеквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец Охрид. Посебно ми е драго што токму јас сум могла да бидам спортист на годината. И оваа награда ја посветувам на Бона Метал. И сакам да се заблагодарам на општина Охрид и нашиот градоначалник Кирил Пецаков. Посакувам оваа година да бидам уште поуспешна, со повисоки достигнувања и цел свет да слушне за нашата Буковина и нашиот прекрасен град Охрид. За охридска спортска надеж во индивидуален спорт во машка категорија признание му беше доделено на атлетичарот Александар Камнароски од атлетскиот клуб Охрид Трчат. За охридска спортска надеж во индивидуален спорт во женска категорија беше прогласена Елена Јанеска од таеквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец. За охридска спортска надеж во колективен спорт во женска категорија беше прогласена 16 годишната кошаркарка Сара Ѓоргиевска од градскиот кошаркарски клуб Охрид.
За тренер на годината беше прогласен Маријанчо Лазаревски од таеквондо клубот Хваран КТФ од Лескоец. Овој клуб беше прогласен за најдобар во категоријата спортска екипа на годината. За спортист странец кој настапува во екипа од Охрид, признание му беше доделено на Гал Цирар од градскиот ракометен клуб Охрид. За најдобра спортистка од Охрид која настапува во клуб надвор од територијата на општината беше прогласена Јована Котушевска од шаховскиот клуб Алкалоид Скопје. За охридска спортска легенда за посебни заслуги во спортот постхумно беше прогласен професорот Миодраг Миле Христовски. За афирмација и промоција на водените спортови, признанија добија Кајак Кану клубот Стрмец и Сдруженијето за спортско едрење Акватика јахтинг. Започна надпреварите во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма. Успешен старт на охридските стрелци. Започнаа надпреварите во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма. Охридските стрелци свој прв настап имаа на меѓународниот New Olympic Hopes and Grand Prix надпревар, што изминатиот викенд се одржа во Софија, Република Бугарија. Успешен старт за Кристијан Балоски од стрелачкиот клуб Охрид, кој во конкуренција на најдобрите репрезентативци и европски шампиони успеа во квалификациите да се пласира на 5-та позиција, со што се обезбеди влез во финалето каде се надпреваруваат најдобрите 8. Своите најдобри перформанси ги покажа во финалето каде се пукаат само 24 диаболи за награден фонд од 5000 евра за двете дисциплини. Во драматичен меч рамо до рамо со носителите на повеќе европски и светски титули успеа да се искачи на пиедесталот на 3-та позиција. Воедно и во јуниорска категорија надпреварот го заврши како трето пласиран. Успешни настапи има и останатите членови на стрелачките клубови Лихнидос и Охрид. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. Турските власти во 33 провинции во државата уапсиле 147 лица кои се сомничат дека биле поврзани со операциите на терористичката организација Исламска држава, изјавил денес министерот за внатрешни работи на Турција. Операцијата Херој 49 спроведена истовремено на територијата на целата земја, соопштил министерот на платформата X. Минатиот месец во католичката црква Санта Марија во Истанбул, двајца вооружени напаѓачи на Исламска држава убија еден турски државјанин. Турската полиција ги уапси лицата осомничени за нападот за кој Исламска држава ја презеде одговорноста, пренесува Тањук. На помалку од 9 месеци пред председателските избори во Соединетите Американски држави, Врховниот суд на САД одлучува дали на Трамп да му се забрани учеството на изборите. Жалби за кандидатурата на Трамп имаат поднесено 20 сојузни држави, а само Колорадо и Мејн успеаа да го оспорат неговото учество на изборите. Но адвокатите на Доналд Трамп одлуката на Колорадо ја нарекуваат аномалија и го повикуваат Врховниот суд да ја поништи, за да ги заштити правата на десетици милиони американци кои сакаат да гласаат за Трамп за председател. Уште неколку држави чекаат 9 суди на Американскиот врховен суд да ја донесат конечната одлука дали името на поранешниот председател ќе се најде на гласачките ливчиња на 5 ноември. Руската изборна комисија ја отврли кандидатурата на опозицијскиот противник на Путин, Борис Надеждин, за председател на изборите следниот месец, објавил Надеждин на социјалните мрежи, пренесува BBC. Тој ги оспорува тврдењата на Централната изборна комисија дека повеќе од 15% од потписите што ги доставил со неговата апликација се неважечки и дека пронашла бројни аномалии кои му наложила да ги исправи. Надеждин објавил дека собрал повеќе од 200.000 потписи, а за кандидатура се потребни 100.000 и дека се било честно и правилно, но комисијата ја одбила неговата понуда и му забранила да се кандидира. Тој најавил дека ќе поднесе жалба до Врховниот суд на Русија. Надеждин важи за критичар на политиката на Кремљ и Владимир Путин, посебно во врска со војната во Украина, но за тоа нема сносено никакви последици, иако таквите ставови во Русија се казниви со закон, па дури следи и затворска казна. Започнаа парламентарните избори во Пакистан, обележани со предизборно насилство и сомнежи за манипулација. 650.000 војници се распоредени ширум земјата, затворени се границите со Иран и Авганистан и владата го прекина мобилниот интернет во целата земја. И покрај преземените силни мерки на предпазливост, 4 полицајци се убиени, а 2 се ранети кога вооружени лица фрлиле бомба, а потоа пукале врз полициската патрола на северозападот на Пакистан, изјавил представник на локалната полиција, пренесува Associated Press. Вчера во 2 одделни бомбашки напади во близина на просториите на изборни кандидати загинаа 28 лица, а одговорноста за нападите ја презеде Исламска држава. Популарниот бивши премиер Имран Кан не можеше да
да се кандидира бидејќи издржува затворска казна за корупција, предавство и нелегален брак. Петтата најнаселена земја во светот со 240 милиони жители треба да избере 336 членови на Сојузниот парламент и да ги обнови собранијата во покрајините. Протече радиоактивна вода од нуклеарната централа Фукушима. Истекувањето на 5500 литри од централата, која беше сериозно оштетена во 2011 година, се случило пред водата да биде прочистена со систем наречен АЛПС, која ослободува водата собрана во централата од повеќето радиоактивни супстанции, објаснила портпаролката на компанијата ТЕПКО. Истекувањето било запрено по околу 20 минути откако било откриено. Водата може да содржи радиоактивни изотопи како цезиум 137 и стронциум 90, рекла портпаролката, додавајќи дека менаџментот на нуклеарната централа планира да го отстрани земјиштето контаминирано од истекувањето и дека не биле откриени траги од загадување надвор од локацијата. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!